Добар ден, почитувани. И овој петок ја следите Телма амбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Нашите релации, љубовни, семејни, пријателски, се можеби најголемиот извор на среќа, но и на болка. Колку квалитетот на тие односи влијае на нашето психичко, но и физичко здравје? Може ли навистина лош однос да не разболи? Денеска во Телма амбуланта зборуваме за тоа што ја прави една врска здрава. Како да препознаеме дека нешто не оди? Зошто повторуваме исто сценарио во различни односи? И што можеме да направиме поинаку? Се за релацијските предизвици. Од разговорот со доцент доктор Кристина Егуменовска, лиценциран психолог и психотерапевт во клиничката болница Жан Митрев. Останете на Телма, а вклучете се со ваши прашања во програма. Зошто љубовта не секогаш е доволна за стабилна и хармонична врска? За релацијските предизвици, денеска од разговорот со доцент доктор Кристина Егуменовска, лиценциран психолог и психотерапевт во клиничката болница Жан Митрев. Добар ден и добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Денеска имаме навистина една тема која што ќе биде исполнета со предизвици секојдневни и сметам дека ќе биде исклучително полезна и интересна за гледачите. Па и веќе започваме со првото прашање предвидено за денеска. Зошто ни е толку важно да имаме блиски односи со луѓето? Дали е тоа нешто што е вродено, што е дел од нас? Па видете, барањето блискост е механизам кој што сите ние го користиме од најраното детство, затоа што на тој начин обезбедуваме пред се чувство на сигурност. Меѓутоа, исто така, преку релациите кои што ги имаме, тие рани интеракции, развојно постигнување има, нели, се надеваме дека стануваме и функционално возрастни. Тоа би значило дека на некој начин ја стекнуваме способноста да се справуваме со вознемирувачки и силни емоции, но на начин да при тоа да не се чувствуваме преоптоварени и на некој начин да не изгубиме контрола. Значи односите го дефинираат, може слободно да кажеме, нашиот живот, бидејќи не дефинираат нас самите. Ако погледнете при проучување на пример на здравиот психички живот, но и при проучување на психопатологиите, ние секогаш, независно дали е во клинички контекст или научен, се фокусираме токму на да речам здравите, на самите релации кои што поединецот ги создава со важните други. Што значи дека некако се посветуваме токму на таа релацијска природа на човечкиот живот. Во клиничка пракса секако се посветуваме и на развојната перспектива, значи на фактот дека независно дали е поединецот сам или е во некаква партнерска врска или во брак, здравите ставови кон себе си и кон другите, исто како и впрочем психопатологиите, тие психопатолошки отстапувања не настануваат одеднаш. Односно се појавуваат постепено. Например, при психопатологиите секогаш имаме, нели се појавуваат како субклиничка симптоматологија, потоа можеби како поединечни симптоми, па се појавува она што го нарекуваме синдром, и да речем може да резултира секако и со она што го именуваме расстройство, односно некаков специфичен тип на нарушување. Значи, во основа нашето чувство на селф, самиот идентитет е резултат, невронауката тоа го покажува, на еден вид интеграција помеѓу телесните сензации, спомените и релациите, но не било кои релации, туку токму пред се раните тие интеракции што ги споменавме, затоа што тие условуваат каков начин, каков тип на приврзаност ќе стекнеме во текот на животот. Да, со важните други. Грубо поделено, нели, приврзаноста може да биде сигурна или несигурна, велам грубо поделено затоа што несигурната приврзаност може да има свои подтипови, но исто така раните реакции условуваат и каков одговор ќе дадеме на многу важни животни прашања. Да речеме, дали и каде припаѓам? Се чувствувам ли безбедно? Не знам, дали можам ли да им верувам на луѓето? Што значи да се биде сакан? Или пак, дали има некој да ме утеши? Дали се чувствувам утешен тогаш кога чувствувам силни, например, телесни и проприоцептивни сензации или, впрочем, и емоции кои што и самиот не можам да ги разберам се уште. Така што идентитетот, значи, не е некаков солипсистички збир, да речеме, на мисли и чувства, туку е релацијски кај нас луѓето и е резултат токму на тие рани, значи неброено многу рани интеракции, микрокомуникацијски моменти кои што сигнализираат јас сум утешен, виден и безбеден,
кодирани како спомени, од кои што произлегуваат, но што се кристализираат нашите уверувања, кои се впрочем одговор на овие прашања кои што ги споменав. Значи, тие уверувања се звучат доста генерично. Например, јас сум добар пријател, јас сум добар човек или добре дојден сум во светот. Така што на некој начин дури способноста да сме сами, може да кажеме, значи тој наш капацитет да се саморегулираме произлегува токму од корегулацијата со возрастните други. Секогаш, да речам, невробиолошки поддржано во и преку телото. Кристина, дали квалитетот на нашите релации секогаш влијае и врз физичкото здравје? Знаеме дека на психичкото остава траѓање. Да. Но можат ли лошите односи навистина да не разболат? Да, краток одговор е дека навистина можат, покажуваат низа на истражувања. Вие ако земете во предвид, значи, на психички план сите знаеме нели дека знаеме да бидеме подепресивни, поанксиозни кога имаме нефункционални односи. Постои она што го нарекуваме ние дестабилизација на идентитет, значи кога некоја хронична врска, кога се повторуваат одредени образци на поведение, човек започнува да се приспитува, значи или има едноставно кажано помало самопочитување, значи може да самодовербата се намали, но ова што го прашавте токму за физичкото здравје, има истражувања од Универзитетот во Јута кои што покажуваат дека кај жените дури е повисока веројатноста за кардиоваскуларни заболувања кога се во дисфункционални односи, меѓутоа покрај кардиоваскуларните знаеме дека инфламаторните процеси, значи инфламација, воспалителни процеси секогаш се многу почести, а знаеме како воспаленијата делуваат општо на нашиот имунитет. Значи ослабениот имунитет е дефинитивно еден од дополнителна, да кажам, последица на дисфункционалните односи. Некои знаат да кажат дека е подобро да бидат сами отколку да бидат во лоша врска. Но дали е тоа навистина поздрава варијанта? Да се биде осамен, да се биде сам, самотијата? Да, ве сваќам. Знаете како осаменоста во клиничка пракса секогаш ја разликуваме нели од самотијата, во смисла затоа што луѓето можеме да сме осамени и живеејќи со, односно покрај некого. Тоа е од една страна, а самотијата како таква може да биде некогаш исклучително плоден период во кој што, да речам, имаме можност токму затоа што имаме и повеќе време да се посветиме на себе си, за грижа на себе, на сопственото физичко здравје, да истражуваме нели какви преференции имаме, кои се навистина некои наши потреби, каква е нашата визија за тоа какви релации сакаме да имаме. Значи во таа смисла, иако ги земеме во предвид сите овие веќе докажани, да кажеме, нели податоци од истражувањата дека и лошите односи навистина влијаат не само на менталното, туку и на физичкото здравје, тогаш има логика ова што луѓето знаат да речат, па знаеш, подобро само отколку во дисфункционален однос. Значи сепак некои работи се излезени од искуството животно. Да. А како да препознаеме дали сме во здрава релација? Дали тоа значи дека не треба да се караме со луѓето околу нас, со партнерот? Не. Мислам дека потребно е да можеби ќе биде корисно за гледачите да знаат дека впрочем во клиничка пракса ние и при терапија на парови ги едуцираме, значи партнерите дека постои она што го нарекуваме здрава кавга, значи ако ги земете разликите помеѓу нездрава кавга, мислам зошто е важно. Значи треба да знаеме како да се караме. На некој начин токму така, да. Затоа што знаете како Марија, тивката војна што ја велиме, она е исто така може да биде многу голем симптом, впрочем за дисфункционален однос. Во таа смисла, значи ако земеме нездравата кавга, секогаш она вклучува пред се еден вид на викање, нели омаловажување наспроти здравата, која што кога изразуваме фрустрација, значи конфронтацијата се одвива преку изразување со почит на она што нас не фрустрира. Од друга страна, многу интересна појава е при нездравите кавги, тоа е и лесно да се препознае кога впрочем се караме на некорисен, непрагматичен начин. Вклучува, например, изјави од типот ти секогаш, ти никогаш, овој тип на прилози, нели? Ти постојано. И нон-стоп. Или нон-стоп, така е. А секако здравата кавга, условно кажано, значи тој здрав начин на конфронтација би бил еден вид на користење на јас пораки, каде што поединецот изразува и секогаш е специфично. Например, јас се чувствувам XY секогаш или тогаш кога го правиш ова и ова. Значи, јас се чувствувам лошо кога ти го правиш тоа. Да, затоа што тогаш, знаете, и партнерот има многу конкретна информација што точно нели нас не вознемирува и ни пречи.
Понатаму, за жал, да речеме, нездравите кавги секако дека вклучуваат манипулации, еден вид на закани. Од друга страна, секако во здравите односи ние практично целта на кога се конфронтираме е да се разбереме, да видиме што впрочем другиот сака да сподели. И целта на кавгата кога е дисфункционална е да се победи, што е да речам доста различно од она што е целта во здравата кавга, затоа што при здравата конфронтација ние навистина целта ни е да го имаме она сознание дека сме тим и дека целта е да се разбереме. Има интересна, мислам дека може и по подкасти оди тоа, овие што се меѓународните, или си во врска, или си во право. И тоа е многу добра, вака многу добро ја фаќа идејата дека кога сме во партнерство, ние навистина човек потребно е да е свесен дека е во тим со својот партнер и дека целта е не дали некој ќе победи условно кажано, туку да видиме на кој начин, во кој дел од нашето живење заедно сме дисфункционални или се предизвикуваме. Се најде решение. Така е, да. А здравата релација, знаете како може да препознаеме и пред се и преку целта, она од повеќе аспекти, например, целта на здравата релација она овозможува блискост која што едноставно ги чини партнерите да се чувствуваат поврзани иако се истовремено значи се дозволуваат ранливост. Здравата релација од тој аспект на целта она секогаш дава еден вид на подобрување на квалитетот на нашиот живот, го проширува да кажеме нашиот живот и нашиот идентитет впрочем на начин кој што не би бил можен доколку за обајцата партнери доколку не би биле во таа релација. Исто така, на пример од аспект на развојниот процес, пред да започне самата релација, значи можеме да видиме здрава релација би било почнува секогаш од една да кажеме задржаност, мала внимателност, па потоа преминува во љубопитство кое што понатаму расте во една постепена доверливост, колку повеќе се отвараме, значи преминува во вистинска поврзаност која се продлабочува и да речеме во одреден момент доаѓаме до некаков се посветуваме еден на друг. Например, бракот е секако еден од можеби највидливите манифестации на таа надворешна манифестација на таа посветеност кога имаме веќе заеднички цели. А од аспект на квалитетите, секоја здрава релација навистина содржи пред се искреност, отворена комуникација помеѓу партнерите, доверба, значи секако меѓусебна почит, спремност за компромис. Со еден збор, значи интимноста е многу важна, бидејќи ја карактеризира секоја здрава релација. Ќе се задржам уште малку на расправите на кавгите, може. Има повторувачки конфликти. Кога постојано се изнесува една иста тема на секоја расправија. Да. И сега како да се излезе од тој маѓепсан круг? Да, тоа е многу одлична обсервација. Навистина ние имаме, токму како што кажавте, повторливи ги нарекуваме конфликти. Тие најчесто во долгогодишните партнерства се случуваат затоа што она за што се караме, така да кажам, не е навистина, значи не се караме за она за што се зборува, туку за она што не е искажано. Во суштина, например, ние можеме да земеме било кој пример, дали е фрлено ѓубрето, дали некој нешто, кој не ги измил садовите. Не ги измил садовите и слично. Кој не го фрлил ѓубрето, почува тука. Да, например, знаете, или во овие да речам, нестабилизираните се уште партнерства, каде што можеби девојката се лути на момчето зошто става лајк или така натаму на некакви, нели? На статус на Facebook. На статуси, така. На Инстаграм. Не е никогаш темата, значи, измиените или неизмиени садови и слично, туку незадоволените потреби. Значи, во позадина на повторливите конфликти се случува, стојат потреби кои што се, например, во ситуација со тоа срцнување што често се сретнува, мислам, секако дека не е прашањето дали некој нешто лајкнал, туку, например, незадоволена потреба да се чувствува сигурно партнерката, да речеме, а од друга страна партнерот може да се чувствува обвинет. Така што незадоволените потреби кои што стојат во позадина на тие кавги се оние кои што ги одржуваат повторливите конфликти. Сега тука учиме како да комуницираме. Значи, да речам, најлесно е човек да каже зошто повторно ставаш, зошто срцнуваш јавно, толку искажуваш внимание на ова или она личност. И сега, кога така би настапил, кога би настапила партнерката, партнерот најверојатно би рекол
ако земеме така некој стереотипен одговор, било па добро, не ги викам дома, зашто драматизираш, нели? Меѓутоа, ако ги учиме тоа партнерите, например во терапија, нели, на парови, ако партнерката каже, знаеш што, приметувам дека секогаш кога правиш ова, јас се чувствувам несигурно. Немам намера да се споредувам со други, меѓутоа приметувам дека не ми влијае, нели, не можам баш лесно да се справам со тоа. Би ми значило кога и, например, да каже, не знам, ова или ова да го направиш, да ми дадеш ваков, можеби, комплимент, или, значи, да изразиш што е вистинската потреба. Знаете, ама за тоа треба свесност. Значи, бара да не се стават работите по тепик, да се зборува. Така е, да. Многу е важен начинот на кој што сето тоа ќе биде искажано. Да. А кои се тие работи кои што обично на почетокот на врската ги игнорираме, а потоа почнуваат многу да ни пречат и создаваат проблеми? Да, има. Например, знаете како, некогаш, Марија, стилот на комуникација е многу важен. Не го приметуваме. Например, молчаливоста на почетокот релацијата може да ни се чини многу, да ни биде привлечна, нели, не остава простор да сме повеќе во контакт со нашите доживувања, мисли, да се чувствуваме дека имаме простор за себе. А впрочем, со текот на времето да дојдеме до увид дека станува збор можеби за партнер кој што е емоционално подкапацитиран, кој што можеби и не уме воопшто да или нема навика да изразува емоции, а тоа на другата на другиот поединец во парот навистина да му е потребно таа, например, емоционална близина. Значи, комуникацијските стилови некогаш знаеме да ги занемариме и така да речам да ги романтизираме на почетокот врската. Исто така емоционалниот багаж, например, нели ние сите секако имаме одредени неразрешени, можеби некои лични теми и проблеми, и меѓутоа на почетокот од врската знаеме да кажеме па добро, секој има минато, наместо нели малце повнимателно да оставиме простор да видиме како сме со дали можеби партнерот потенцијален тие неразрешени лични теми сака да ги реши преку нова релација со нас, ста повеќе нели во врска со нас, или пак наместо тоа секако да ги разреши со работа на себе. Друга, например, можеби што за гледачите би било интересно, контролирачкото поведение. Например, знаете, на почетокот на врската контролирачкото поведение се подоживува како грижа, како израз на допаѓање, нели, впрочем и нас ни се допаѓа дека другиот постојано мисли на нас, не прашува каде сме, со кого сме, нели во некој сличен начин, но да се испостави дека впрочем станува збор за поединец кој што не може да, например, кој што љубомората може би е дури патолошка, нели, или нема способност за прифаќање на граници. Затоа е многу важно во сите овие, да кажам, рани фази, се препознаат црвените знаменца? Да, меѓутоа, знаете како ќе се препознаат полесно? Така што ние ќе сме автентични, за да можеме да знаеме дали другиот, зашто не може да го контролираме. Ретко кој е автентичен на почеток. Да, тешко е. Но многу е важно затоа што тогаш се случува тоа штимање, така да кажам, нели може да видиме дали воопшто другиот позитивно реагира на нас, на тоа такви какви што сме, но исто така, значи, важно е и да си дозволиме, да не се плашиме, така да кажам, да кажеме не. Значи, да се случуваат ситуации каде што можеби нема веднаш да се согласиме на нешто. Тоа може да е најбанално, нели, од тоа дали ќе излеземе вечерта со нашиот партнер, а сепак ни се останува дома, имаме потреба за одмор. И знаете, тоа обично не, нели, човек ќе каже, знаеш што, не можам, порадо би останала дома, ми треба. И се знаете, тоа е еден вид поставување на граница, која што во случајов не е некоја, нели, не е темата многу важна. Меѓутоа, веќе во така навидум банални, да кажам, ситуации, може да осетиме дали другиот на здрав начин се носи со поставената граница. Ме сваѓате, значи, да не се плашиме од тоа дека во таа смисла автентичноста, нели, значи, дете ние се трудиме да се допаѓаме. На почетокот на врската многу сме пооптоварени со тоа да се представиме во најдоброто светло. Да, и секако многу повеќе се фокусираме на тоа што чувствуваме ние за другиот, а не како другиот не прави да се чувствуваме. Така. А дали може да има стабилна врска без страст? И обратно. Да има голема страст без стабилност.
Па може. Например, има теорија која што имаме во психолошката наука, Стернбергова теорија на љубовта, и тоа е еден начин на осмислување, да кажам, на релациите, на различните видови релации кои што ги имаме во секојдневниот живот. И токму, например, ако земете во таа триаголна, се нарекува теорија на љубов, секој врв од триаголникот има одреден квалитет. Едното е страста, вториот агол е посветеноста, третиот е интимноста. И сега оно што Стернберг го концептуализира е дека секако секој од овие квалитети може да е во комбинација со еден од другиве два. И сега не е исто дали страста е во комбинација со интимноста, значи врска во која што има предоминантно страст и интимност, тоа е типична романтична, например, врска. Ако имате, например, комбинација на интимноста со посветеноста, тоа може би нели малку врска која што е веќе стабилизирана и слично. Но она што е интересно е дека ова токму што прашавте, например, Стернберг укажува на тоа дека ние, луѓето, апсолутно имаме врски, релации, значи, во кои што постои само одреден еден од овие квалитети. Например, интимноста, кога постои само интимност, значи, може би, особено на почетокот, например, пријателствата, така ги градиме. Не постои страст, не постои се уште посветеност. Од друга страна, страста, кога постои само страст, например, тоа е она фаза на залюбеноста, знаете, на infatuation го викаат во англо-сакскоската терминологија. Понатаму, кога постои само посветеност, например, тоа вака може да делува малку чудно, како може да не постои ни интимност, ни страст, но во суштина доволно да ги земеме за пример договорените бракови, кои што порано ги имало можеби и кај нас, се уште постојат во одредени други, нели, но луѓето стапуваат во некаква посветена, нели, врска и се развива со текот на времето. Да, така што навистина може да постојат овие различни варијации на тема и страст без стабилност, а и стабилна врска во која што, нели, страста веќе не е можеби се уште реобновена или има еден свој ритам. Ја споменавте интимноста. Да. Многу ја поврзуваат интимноста со сексуалната блискост, но таа може да значи многу повеќе работи. Да, дефинитивно. Разговор со некого, комуникација, чувство на близкост. Да, може да ни појасните што се може да представува интимноста? Интимноста, навистина, традиционално се разбира како сексуална, нели, физичка поврзаност, меѓутоа, факт е дека постои емоционална интимност, интелектуална, например, значи не само споделување на емоции и доживувања и идеи, туку, например, во професионален сетинг постои она што го нарекуваме искуствена интимност, помеѓу колегите се развива таков тип на интимност, затоа што самиот работен сетинг од нас не очекува, нели, напротив, нели, не изразуваме емоции, лични ставови и така натаму, но она кога заедно надминуваме некаков предизвик како колеги или некое постигнување имаме, во таа ситуација апсолутно, нели, имаме она што го нарекуваме искуствена интимност и на тој начин се гради блискоста помеѓу колегите. Постои духовна интимност, затоа што луѓето не сме само душевни и телесни битија, значи водени сме од она што го нарекуваме, нели, смисла, односно целите наши секогаш се одредени од вредности, нели? Така што на некој начин интимноста е многу комплексен поим, но е секогаш релацијски феномен и како таква содржи, например, истражувањата покажуваат дека најчесто содржи 4 компоненти, пред се само откривањето, значи тоа би претпоставувало еден вид на, значи не мора да се комплицира, може на едноставен начин да се свати како изразување на исподелување на информации, кои што на почетокот на релацијата секогаш се повеќе од дескриптивна природа, значи да кажеме површни, меѓутоа со текот на времето даваме, значи се повеќе при само откривањето споделуваме она што го нарекуваме сам еден вид на евалуацијски, значи информации, односно некое самовреднување или вреднување на нешто, на тоа како го доживуваме другиот и слично. И интересен е тој во однос на самооткривањето феномен дека, например,
постои еден вид на реципроцитет, тоа повеќе социјалните психолози се занимаваат со тоа, во смисла кога многу е утврдено е дека доколку едниот, кога јас споделам нешто за себе, многу е поголема веројатноста дека вие ќе споделите нешто. Значи и при тоа возвратно. да, значи да и на некој начин многу сме добри, значи тој еден вид можеме да го сватиме само откривањето и како еден социјален механизам, значи многу добро знаеме да се усогласиме во однос на тоа нели каков тип на информација споделуваме. Мислам чудно е нели кога ако вие споделите нешто наведум беззначено, а оној другиот наеднаш почне да ви споделува многу интимни. Значи во таа смисла некогаш и видот, значи усогласеноста или неусогласеноста може да биде симптом. Значи може да видиме дали другиот можеби нема соодветен начин на справување со своите лични теми. Од друг квалитет кој што го содржи е токму љубовта и допаѓањето, викаме, односно наклонетоста, значи не ги изедначуваме, затоа што ние можеби сите имаме релации во кои што, знаете, не е исто да се сака некој и да ни се допаѓа. Значи, понекогаш имаме врски во кои што значајни карактеристики на другиот не ни се допаѓаат, а сепак го сакаме. Некогаш тоа е помеѓу браќа и сестри, па и кон родителите и од родителите кон децата, а сепак го, значи другиот го сакаме. Во таа смисла, значи се разликува и љубов и наклонетост, но е дел од интимноста. Довербата е многу важен аспект, затоа што таа се гради токму преку само откривањето. Значи, довербата представува нашата способност не само да дадеме емоционална поддршка, туку и да ја примиме. Некогаш многу полесно има на одредени пациенти, например, во психотераписки концепт, нели да контекст да, например, да даваат, утврдуваме дека полесно даваат, а не знаат, не умеат да примат емоционална поддршка. И секако личната валидација, значи тоа доживување дека сме прифатени. Значи без интимноста навистина не може да постои релација. Метафорички кажано, вистинска, да речем, здрава релација. Тоа е како да имате, ако нема интимност, то релацијата би била како црвен круг на црвена позадина. Мислам, ја нема. Не знам, нели, а се утврдува дека, например, интимноста на поинаков начин ја изразуваат и примарниот начин на доживување на интимноста, кај жените пред се преку вербален, значи токму преку споделување на емоционални доживувања, а да речеме, за разлика од жените, кај машкиот пол многу често интимноста, почесто да кажам, се доживува токму преку споделени активности. Значи, независно дали тие споделени активности се попасивни од типот на гледање на филм заедно или поактивните во смисла спортување заедничко, сексот, тука значи доаѓа во игра и слично. Значи, навистина, интимноста е клучна за релациите и е многу комплексен квалитет кој што ние го имаме и го градиме и секогаш зависи и од едниот и од другиот партнер. Ќе ги вклучиме гледачите, доколку имаат некое прашање, слободно нека се јават, нека го постават во програма и ќе добијат одговор на него. Ние продолжуваме, Кристина, понатаму. Доаѓаме кај неверствата, кога некој изневерува во врска. Дали тоа секога значи дека има некаков проблем во таа релација, во врската, или може би тоа да биде поврзано едноставно со личноста на оној што изневерува? Да, значи, скоро секогаш е поврзано со оној кој што изневерува, но не секогаш со самата врска. Значи, неверството, ако земете, никој не излегува ист од кога се случува неверство, ниту оној кој што е изневерен, ниту оној кој што изневерува, впрочем. Она што е тешко, знаете, при кога се случуваат неверствата е фактот што навистина е разнишана базата на односот, а тоа е токму таа доверба и договорот дека сме во ова заедно. Така што интересно е дека голем број на истражувања преку think tankoви кои што имаат достап и до многу испитаници, например, кои што биле изневерени, покажуваат дека луѓето кога се збориме за подолготрајни врски или бракови, оние кои што се изневерени, значи имаат симптомите кои што човек ги доживува се наликуваат на оние кои што ги имаме при посттравматското стресно, значи тој синдром. На некој начин луѓето, значи намалено е, сонот е неквалитетен, едноставно човек може да се апсолутно се случува дестабилизација на идентитет во смисла
кој сум јас без оваа врска или зошто ова се случи, како допринесов за ова, дури тоа е нели кај изневерениот пред се, на кој како не го видов овој момент. Едноставно концентрацијата се намалува, значи не можеме да се фокусираме на работно место, заборавност се појавува и слично. Значи во секој случај неверството многу пати, знаете, многу зависи какво е неверството, така што во таа смисла зависи и во која фаза е релацијата, за да, например, некогаш например, дали, еве да речеме, нели не е исто дали партнерот имал трајна некоја афера, која што со години се одвивала. Или пак... Значи има неверство и неверство. Па да, има различни причини неверството. Например, вие ако погледнете, пред се некоја се случува заради емоционално, незадоволени емоционални потреби. Најчесто жените се склони кон... Има ли вистина во тоа дека мажите и жените изневеруваат од различни причини, дека мажите тоа го прават заради физичка потреба, а жените поради емотивната потреба? Да, затоа што и ова што кажавме, значи и истражувањата покажуваат дека ние пред се и на различен начин ја доживуваме интимноста и она што ни е нас важно во врската, така што навистина не е тоа мит дека почесто се случува, поверојатно е жените да влезат во тој тип на емоционално неврество, што го нарекуваме, отколку физичкото. Секако дека незадоволените физички потреби може да влијаат на тоа дали партнерот ќе биде склон кон, дали ќе направи нешто, но секако дека она што е клучно е дали ќе се сврти во тие ситуации кон сопствениот партнер или сепак ќе се сврти, ќе го триангулира својот однос и ќе тие конфликти што постојат во бракот ќе ги решава надвор со поврзување и градење на релација со трето лице. Имаме гледачи, ќе продолжиме на оваа тема, да им дадеме предност, бидејќи малку почека. Добар ден. Добар ден за првиот гледач во денешната Телма амбуланта. Славо се слушате, господје. Ве слушаме, повелете. Се слушате, славо вие. Вие можеме слушате ли вас? Важно е што ние вас ве слушаме, повелете. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Сега да ми каже, господјата он е психолог, што е? Психолог и психотерапевт. Сега. Јас имам 9 годишна врска вонбрачна и што се дешава, господјата, после имавме куќа една, ја продадовме куќата, ја продав куќата, али ја учествував со 90%, на само со 10%. Се раздуживме све, кога требаше заедно да идеме под кирија, она си вика, јас си одам, со тебе не можам да живеам више. И се разделивме. Што е проблемот тука? Немавме никакви проблеми. Некој седни расправи нормално како една заедница. Иначе онака се разделивме без никакви проблеми, си отиде, неќеше да дојде со мене вамо, кај што сум ја под кирија и тие работи. Да ми каже... Дали имате некој подпрашање? Да, значи ако добро разбрав, гледачот од кога веќе се разделил од својата сопруга, со својата љубовница, кога сакале да живеат, она веќе фактички не сакала. Дали добро ве разбрав? Да. Она не сака, вика, значи куќава чим ја продаде куќава, значи со тебе не се живее. Каква врска има куќата со интимноста, со љубовта, со тие работи. Така, тоа го кажа. Да, тоа го разбравме, но дали вие при тоа бевте во брак со некоја друга личност? Не, вонбрачно живееме 9 години. А вие живеевте вонбрачно, така. Бевте во врска, значи не било официјализирано со брак и во тој момент се случила разделбата. Значи, воопшто вие не бевте оженет претход, мислам во тој период. Едноставно само а господјата баша исто така не беше во друга релација со... Не, заедно живееле. Не, пред тоа сме биле у бракови работи, али у периодот додека сме биле заедно, такви измами немало. Така, немало. Те биле посветени еден на друг и тука се случил крахот. Ви благодарам за вклучувањето во програм и за поставеното. Не, господјата сака да ми одговори што е... Да, ве разбраме, да. Добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што можете да дадете како одлично. насока? Видете, ова ми е жал дека гледачот имал такво искуство секако, затоа што и верувам дека представувало голем шок за него. Знаете, да живеете со некого 9 години, ако го разбрав точно, и на
и во моментот кога одлучувате тоа да почне да дојдете во фаза она што го викаме на веќе официјална посветеност, господинот тогаш значи ја продал куќата или како веќе и неговата партнерка тогаш одлучила дека ја завршува таа релација. Значи тоа е знае да биде исклучително и ова прашање што го постави гледачот е очекувано. Сега он размислува нели кој е сега крив. На крајот праша дали е она или јас тука нешто сум погрешил. За жал, значи тука сега ние немаме други информации, но верувам дека немале конфликти, во смисла ова што кажа дека можеби понекогаш само нели имале некакви недоразбирања. Во основа најверојатно, знаете како сега дали гледачот пропуштил да кажам соодветно да ја процени вредносната, да кажам, тој вредносен систем на својата партнерка, затоа што малку е чудно нели ако вака погледнеме дека токму затоа што само ја продал куќата дека партнерката одлучила да не биде со него. Значи дефинитивно она што се случило кај вас господине е дека вашата партнерка бивша не била сосема искрена при прекинувањето на врската. Значи, тука има некои фактори кои што ние не знаеме зошто господјата ваша се одлучила да ја прекине врската. Не може заради, мислам, или ако веќе ја прекинала заради ова што велиме, затоа што сте ја продале куќата, тогаш сте имале можеби вредносни сосема различни системи и тоа секогаш знае да биде извор на голем конфликт. Затоа што за вас е нелогично дека ова баш како што рековте, што има врска продавањето со куќата, со вистинската љубов, тоа е супер прашање. Јас би се согласила исто со вас, меѓутоа постојат луѓе кај кои што тоа апсолутно може да биде голем фактор за да се одлучат или да не се одлучат да бидат со некого. За жал. И сега тука господинот би требал некако да пречвака, не е тоа баш превкусно, меѓутоа да пречвака дека можеби бил во подолга релација со господја со која што имале различни сепак светогледи, со кои што имале различни приоритети. Така. Ќе го слушаме прашањето и на следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете Ке во... ме молам. Емисијата ви е многу убава. Благодарам. Меѓутоа би сакала да прашам, што е тоа љубомора? Дали е тоа болест, посебно во години изнад 65? Или е карактер? Или е нешто друго? Дали е тоа болест, ме интересира. Така. Ова е едно убаво прашање. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што е тоа љубомора? Во колкава мера е нормално? Кога тоа преминува во болест? Да. Одлично прашање, да и се заблагодариме, да ја поздравиме господјата, да се надеваме дека не го прашува од лична, нели, меѓутоа факт е дека за жал понекогаш луѓето имаат искуство да во подоснежни години партнерот започнува да пројавува љубомора која што воопшто не ја пројавувал, да речеме на почетокот врската, ниту пак во, нели, додека може би имале кога биле во фаза на градење на семејството, а не во фаза, например, на она што го нарекуваме empty nest или нели празно гнездо. Љубомората во суштина, знаете како, она станува дисфункционална тогаш кога во секој случај, прво за да биде појаснено господјата, е израз на несигурност кај оној кој што е љубоморен. Она може да биде сигнал во смисла што е она што може би ми недостасува, но во основа е секогаш, значи, во смисла ми недостасува како дали е нели некаков квалитет, она што може би сакам партнерот да ми го даде, а јас како потреба не чувствувам дека ми е задоволена, но кога се пројавува во патолошка форма, значи тоа го велиме, значи кога веќе навистина она контролирачко поведение кое што го спомнавме претходно не ви дава можност да функционирате на начин кој што е сосема складен со било кој возрасен. Значи, едноставно, знаете, секогаш здравите врски се добар баланс на заедништво и независност. И љубомората тогаш кога ја нарушува потребата и за независност, тогаш веќе велиме дека, значи, ако постојано кај господјата се случува можеби во таа партнерска врска да се контролира незиното поведение, каде била, зошто била. Мислам, едно е да кога човек прашува од љубопитство, а друго е кога прашува со предпоставка дека другиот нешто
нели да речеме изневерува или дека Дека што прави. Да, но тука може да станува збор за проектирање. Значи можеби партнерот да е тој кој што има побуди, да речеме, да му се допаѓа, да е склон кон допаѓање на други нели жени кои што се надвор од врската, а сепак нема капацитет да препознае дека па боже мој, јас сум и способен реално да речеме да влезам во паралелна врска. Препознавањето на тоа дека некогаш нели таа реална слика за себе кога имаме, многу повеќе простор ни дава да препознаеме дека нели другиот исто така може да погледне некого, а не значи дека нели дека би спиел со тој човек или со таа жена. Значи кај љубомората, господјо, секогаш имате една пониска, да кажам, нема доволно работа на себе, значи пациентот обично велиме не препознава своји потреби, своји побуди, своји неразрешени теми и ги префрла некако обично на другиот, очекувајќи другиот да биде матене совршен, а при тоа воопшто не се гледа себе си. Значи секогаш преминува во болест кога може да биде и заради деменција, за жал, патолошката, значи љубомора, некогаш во возрастни години заради намален когнитивен капацитет, значи може да ви се случи баш во тие постари години, некогаш токму заради когнитивните нарушувања да се појават тој тип на, велиме, параноидни идеации, значи постојано да се сомнева, да има сомничавост партнерот кон својата сопруга или обратно. Тука нема некакви родови, нели кога постои веќе започнат или поприлично напреднат дементен процес кој што не го препознаваме како таков, односно мислиме дека секогаш деменцијата се манифестира и само нели во однос на тоа дали сме заборавиле нешто овде или онде. Ќе се навратиме на неверството. Да, може ли врската да обстои последно изневерување? Или повеќе изневерување никогаш? Да, ве сваќам. Од тераписки аспект гледано, од тераписка перспектива, секако дека навиваме, да речем, во смисла нели неверството да не ја наруши врската. Меѓутоа, факт е дека она што треба да го знаат партнерите дека не може целта, на пример, на терапија на парови да биде после неверство, зборувам, да биде, например, да се вратиме на она како ни било порано, значи пред неверството. Туку напротив мора да постои свест дека она што ќе се, ако се продолжи понатаму, дека ќе биде сосема, да, значи се градат нови релации, затоа што мора да се обработат во индивидуални, да речам, во индивидуална работа на себе и потоа во парови каде можеби воопшто сме се промашувале, кои се потреби кои што мене не ми се нели задоволени, она што го споменавме, некогаш знаете се случува и нарцисоидно неверство, значи поединецот влегува во неверство заради само заради потврдување на себе си, односно големо чувство на несигурност. Ова што го споменавме дури и во љубомората. На некој начин тоа се тие патолошки моменти кои што секако дека поединецот не ги препознава како такви, туку само како еден его буст или пак може да биде и компулсивно, значи зависи ако се случило не секогаш на вистина неверството е планирано, но тоа не го оправдува. Значи во смисла нели може да е заради алкохол, ситуација, секако мора да постои секогаш трето лице кое што е волно да стапи во сексуален однос со вас или партнерски како паралелна врска. Така што сите овие фактори, па и стилот на приврзување зависи, влијае нели како дали воопшто влегуваме во например сигурно приврзаниот поединец, скоро невозможно е да кога има незадоволени потреби, без разлика дали се тоа физичките потреби, дали се емоционалните, скоро многу малку веројатно е дека сигурно приврзаниот поединец ќе го решава проблемот така што ќе го триангулира нели односот и ќе влезе во некаква паралелна врска. Обично несигурно приврзаните поединци, особено значи па и избегнувачкото, анксиозните можеби не толку, оние со дезорганизиран стил исто така влегуваат често пати во неверства, затоа што стравот од блискост се решава на тој начин. Некогаш знаете обсесивноста што се развива кај
партнерот кој што изневерува и љубовницата или обратно, онаа која што изневерува, затоа што тука и едните и другите, тука нема родови разлики, меѓутоа таа обсесивност некогаш се случува или близкост, навидум да речам интимност, е токму затоа што не заради вистинско постоење на близкост, туку заради репетитивно прекинување на близкоста. Замислете. Значи тој механизам кај што имаме доживување дека градиме нешто или таа паралелно, но она што не привлекува е една добра комбинација, така да кажам, на надеж, во смисла се чувствувам жив повторно или жива, нели, и неизвестност. Така што секогаш кога се поставува тоа прашање како ќе излезат, како парот, дали како пар може да излеземе од ова неверство посилни и поинакви, многу е важно навистина секој од нив колку е спремен да работи на себе и да се соочат со многу некогаш и навистина непријатни вистини. Рековте се соочат со непријатни вистини. Да. Потребна е комплетна искреност во тие моменти, да се знае точно се што се случило? Покајување? Покајувањето е апсолутно потребно. Знаете... А до каде со вистината? До каде да се отворат? Што точно се случило? Има ли потреба од такво нешто? Видете, зависи поединецот, во принцип не постои онака црно-бел одговор на тоа прашање, затоа што важно е да се каже, на пример ако партнерот има потреба да знае, навистина многу е важна транспарентноста. Значи навистина да се каже колку што точно се случило, колку траело, како изгледало, дали било емотивно. Затоа што на некој начин ако веќе се нарушила базата на таа доверба основна дека ние сме тимот, а не нели ти со некој надворешен, тогаш за да воопшто ја вратиме довербата, само откривањето во таа ситуација мора да биде апсолутно во смисла на сега тука може да оди во на обсесивно, затоа во тераписки контекст е многу подобро кога се решаваат неверствата, затоа што некогаш нели ова што го споменавме, дури малтене травматски луѓето реагираат, па имаат потреба или постојано прашуваат дали ова го направи, а ова ли го нели и тоа знае да го да речам да создаде кај оној кој што изневерувал чувство дека е постојано крив, како да ви кажам, како да не може од една страна, значи не треба се користи изневерувањето за да се обвинува оној кој што изневерил, а овој кој што е изневерен на некој начин не треба да го користи таа улога на жртва, така да кажам. Па сега нели овој другиот да треба буквално се да каже. Значи затоа мора да се види со што е да кажам, и тука доаѓа, гледате, одговорот дали е можно да се репарира односот после неверство. Затоа што овој кој што изневерувал може да е апсолутно неспремен да ги сподели одредени детали кои што му се важни на овој другиот. А има ли вистина дека жените полесно го простуваат неверството во споредба со мажите? Мажите велат обично ретко простуваат неверство. Видете, што го направила нивната партнерка. Да, тоа е често поврзано и да речам и тоа се тие ситуацијски и културолошки фактори во минатото заради поголемата зависност на жената, може да кажеме, од бракот и од економската ситуација и слично, жените полесно, не полесно, но еве да кажеме сепак почесто преминуваат преку или преминувале преку неверството. Така што тука не би рекла дека мажите факт е дека потешко можеби го пребродуваат ако се случило физичко неверство од страна на сопругата, да речам, или партнерката, меѓутоа многу сме различни. Значи, вие ако може да имате и партнер, значи маж кој што има вредносен систем, кој што му налага да вложи се од себе за да ја надмине кризата на неверство, бидејќи верува дека бракот е свето нешто. Например, така, значи не може, тешко е да кажеме дека али тој тренд може да се сепак да се рече дека е потешко можеби за жените да простат, полесно, значи а за мажите таа зависност економска и социјална на некој начин, и колку жената се чувствува моќно да го напушти тој однос, секогаш е и културолошки детерминирано. Социјално. Имаме многу малку време до крајот, само на крајот да закружиме дали можно да се сака некого, а сепак да се оддалечиме.
Може. За жал може. Тоа се тие микроповеденија кои што влијаат на квалитетот на интимноста која што е создадена. Едно е, например, кога се појавува, да речем, одложена достапност во текот на долгогодишните врски. Ако на почеток сме реагирале доста релативно брзо на текстови, на повици и слично, тоа да се некако да премине во одложена достапност, таа секогаш таа на некој начин сигнализира низок приоритет. Понатаму постои она што го нарекуваме перформативна емпатија, нели, во тие долготрајни врски, некогаш знае партнерот да каже да, те разбирам, или климање со глава, а впрочем не е воопшто присутен за она што го споделува другиот. И на тој начин ја намалува можноста да се развие разговорот, да премине во поинтимен момент. Понатаму може да постои она што го нарекуваме хумор како дефлексија. Например, нешто да сподели партнерката или партнерот што е важно, а овој другиот да го одбие, да кажам, да некако го избегне навлегувањето во таа тема со хумор. Исто така и емоционалната неусогласеност. Например, знае да се појави во текот на врските. Што значи тоа? Например, вие споделувате, доаѓате, например, од работа, споделувате нешто возбудливо, нешто што ви израдувало, а партнерот, например, да изреагира со, да речеме, рамен афект. Или така, без некаква, да. Рамнодушност. Кога е хронично, сега велиме, нели тоа се сепак навистина влијае на намалување и на блискост и намалување, значи на таа блискост и оддалечување, ова што велите. Постои исто, например, непоставување на јасни граници во однос на надворешните, нели, она што ги викаме условно аутсайдери, значи многу планови и желби или визии кога партнерите ги напуштаат или ги компрометираат заради мешање, нели, заради некои други, дали се тоа родителите на едниот или на другиот, наши пријатели и слично. Така што тука тие граници се многу важни. И исто така предиктори, например, ако земете за да кажам врска која што може би почнала успешна била, но преминува во се поголема оддалеченост, најчесто се критицизмот, значи кога го напаѓаме личноста, значи карактерот на поединецот, дефанзивноста, значи кога не превземаме одговорност за тоа што што може би сме предизвикале, па се браниме со тоа, ама намерата не ми беше, нели, лоша и слично. Презирот е многу... Непочит. Да, посебно презирот, знаете, он предпоставува еден вид на чувство на супериорност кон, нели, во однос на другиот и некако еден од партнерите кој што има такви суптилни, кој што дава, сигнализира суптилни знаци на презир со тон, со начин на кој што му се обраќа на својот партнер, навистина погубно влијае врз интимноста и врз самата релација, затоа што, нели, сигнализира една базична нееднаквост. И сите овие дефинитивно може да кажеме како мали ерозии се кои влијаат, кои што ги нарушуваат релациите и здравјето на врската. Кристина, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Ова е неисцрпна тема. Се надевам во следното ваше гостување дека ќе продолжиме онаму каде што запревме. Има уште многу работи што треба да се појаснат. Ви благодарам за поканата, Марија. Почитувани доцент доктор Кристина Егуменовска, лиценциран психолог и психотерапевт во клиничката болница Жан Митрев, беше нашата денешна гостинка во Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што ме следевте денеска и ви посакувам убав ден.